Почитувани, Васко Ковачевски од голтар преку функционер во енергетскиот сектор до милионер, со имот од 26 милиони. Доколку се погледне анкетниот лист на Васко Ковачевски, се доаѓа до логичниот заклучок дека пред 2019 година тој немал недвижен имот или автомобил на негово или име на неговата сопруга. Сето тоа се менува во 2019 година, која е година и кога Васко Ковачевски станува директор на АД Елем. Тоа е година во која Ковачевски се стекнува со 2 деловни простории во Битола, 2 стана во градот, двор и земјиште. Додека во 2020 година тој купува и джип од марката Сеат. Во 2019 година Ковачевски се стекнува со деловен простор од 5 милиони и 900 илјади денари со вкупна површина од 318 метри квадратни во Битола. И уште еден деловен простор во вредност од 8 милиони и 900 илјади денари со површина од 134 метри квадратни. Истата година Ковачевски се стекнал со 2 стана во Битола, едниот со површина од 110 метри квадратни и вкупна вредност од 2,5 милиони денари и другиот со површина од 124 метри квадратни во вредност од 4,5 милиони денари. Тој купил и недвижен имот за кој не навел дали е земјоделско или градежно земјиште во КО Диково во вкупна вредност од 1,5 милиони денари, а пријавил и двор од 1700 метри квадратни кој го стекнал исто така во 2019 година и е во вредност од 1,4 милиони денари. Ковачевски вози и джип Сеат Арона со година на производство 2020 година, кој чини 22.000 евра. Имот кој што Ковачевски го стекнал од 2019 година до сега, а го пријавил во својот анкетен лист е со вредност од над 26 милиони денари, односно околу 450.000 евра. Иако Ковачевски во анкетниот лист навел дека имотот го стекнал по пат на наследство, сомнително е што тоа се случувало во годината кога тој е избран за директор во АД Елем, каде доаѓа од позицијата генерален директор на РЕК Битола, од каде преку разни фирми заеви црпеа пари преку милионски тендери. ДКСК да го испита случајот Ковачевски, што тој поседува и како е стекнато. Васко Ковачевски е уште еден пример, како Дарко Каевски, Костадин Костадинов, Зоран Заев и Димитар Ковачевски, кои од голтари преку СДСМ и политиката стануваат милионери. Ви благодарам.